Еве, јас би почнал со мој собствен пример, а јас живеам без сметки и ме чуди што кога ќе спомнам дека живеам без сметки, луѓето се зачудени, а како веќе таа опција да не постои во овој свет, значи како да мораме да бидеме зависни од тој систем на некој начин и сите други опции ни се тргнати настрана, додека пред само 50 на 60 на години 90% од популацијата живееше без сметки. Сега не знам како им било во споредба со денеска, меѓутоа успевале да живеат, обстоиле, да живеат слободно на некој начин. Но денеска се е поврзано со тие сметки. И мене тоа малку ми смета, ако ќе рече некој мора да работам заради сметки. Значи, вие не морате да правите ништо. Вие само одбирате да го правите тоа. Значи, тоа е ваш избор и јас би сакал да ви кажам дека постои и друга опција, односно постои живот без сметки. Постои живот кој што може да си го изградите, а да не зависите и да не бидете зависни од тие сметки. И ова делува екстремно кога ќе го кажам, иако до пред некое време тоа било нормално, целиот свет функционирал така. Значи, првото воведување на сметки и на тие уреди што трошат многу електрична енергија, луѓето првата реакција им била ова во иднина нас ќе не донесе во робство. И ние сега полека, но сигурно одиме неќе таа иднина. Затоа што, како што гледате, наводно, например, струја снемува, па се поскапа и поскапа е, иако струјата се добива бесплатно. И тој голем апарат, систем или држава, кој што сите ние го плаќаме, може за една година да обезбеди бесплатна струја за наредните 50 години. Затоа што ние сите плаќаме даноци на таа држава и таа има огромни пари, таа може дел од тие пари да ги финансира во, например, бесплатна енергија и ние сите да користиме бесплатно таа енергија. Тоа е само еден мал пример како може да живееме без сметки, а тоа е државата да финансира во обновливи извори на енергија и да ни ја дава таа енергија бесплатно, затоа што целата енергија на овој свет или струја е бесплатна, таа има околу нас, но на некој начин чуден ни ја продаваат. Тоа се случи, за жал, тоа се прифати од мнозинството и како што кажав, изборот наш е да го прифатиме тоа и да се надеваме на добра иднина. Меѓутоа има опции да живеете без сметки или без струја конкретно. Една е државата да ви ја овозможи таа енергија, затоа што сепак тоа се ваши пари, значи да ги финансира во обновливи извори на енергија, може во соларни централи, големи соларни централи и од тие соларни централи потоа да дава струја бесплатно на населението. Тоа државата нема да кошта многу. Државата има годишен буџет, зборувам за оваа држава во која што живееме, од 4.000 милиони евра. Замислете, 4.000 милиони евра. Мислам нека неколку стотина милиони евра се доволни да се обезбеди бесплатна енергија за наредните 50 години за цело ова население. Меѓутоа тоа е едниот пример, кој што верувам дека нема да се случи, затоа што на апаратот држава му одговара ние да бидеме зависни од него. Така се поставени работите, дали ние тоа сме го одбрале, дали некој тоа го прави намерно, не знам, меѓутоа тоа се случува и тоа ќе се случи. Друга опција да живеете без сметки е да си обезбедите сами. Затоа, да, например, да отидете да живеете во природа, да си ставите соларен систем, да си ископате своја собствена вода и на тој начин да се ослободите од некои од сметките. Еве ќе го кажам мојот пример јас, за да ви биде полесно. Јас живеам надвор од град, можем да кажам. Имам неколку соларни панели,
Тоа е некоја инвестиција од околу 500 евра, со која што јас си произведувам околу 1 киловат електрична енергија, која што ми овозможува да уклучам помали електрични апарати, ламба, лаптоп и интернет. Значи, тоа го имам јас со еден мој скромен систем, со некоја инвестиција од околу 500 евра. Сега, доколку ви е поголема инвестицијата, може да добиете и повеќе киловати електрична енергија и да си снабдите скоро се во вашата куќа бесплатно или со таа првична инвестиција. Таа инвестиција во соларни панели за производство на електрична енергија јас ја поддржувам, затоа што не само ќе си обезбедите енергија бесплатна, така речено, туку вие нема да бидете зависни. Затоа што замислете утре да се случи некој поголем проблем, вие ќе снемате струја. Например, познати се соларни бури кои што може да се случат, соларните бури се случуваат еднаш на 100 години, доколку се случи таква соларна бура, ние сите ќе останеме без електрична енергија. И затоа вложувањето во соларен систем е чекор надвор од сметките и чекор кон независност. Потоа собствена вода. Не знам зашто државата водата која што добива бесплатно ни ја наплаќа, меѓутоа, како што кажав, тоа сите го одбираме, тоа сме го прифатиле и тоа функционира на некој чуден начин. Нешто што е бесплатно, некој ти го продава. Исто и како водата во шишиња. Значи, водата во шишиња се оди, се полни од некоја планина, ви се транспортира до маркетот и ви се продава. Како е тоа возможно, јас не знам. Меѓутоа, тоа е таа прогресија кон робство кое што ние сите ја прифативме, кон тоа материјално робство. И натаму одиме секако. Сега се навратам на водата. Доколку живеете во природа, вие ќе бидете у можност да дојдете до собствена вода или да си ископате бунар, да си ставите пумпа, да си ја приклучите на вашите соларни панели и да си имате вода во куќата. Тоа е уште еден начин од кој што може да живеете без сметки за вода, например. Значи, веќе имаме струја и вода. Следно е грејење. Еве, сега е зима, кој што гледате, јас се греам на дрвја. Јас го кажувам мојот пример. Јас собирам суви дрвја преку летото, ги складирам и зимно време си се греам на нив. Значи, природата исто така обезбедува и дрвја, односно има многу на суви дрвја, затоа што самите дрвја се изумираат, се паѓаат и тие се најубави и за грејење, затоа што кога греете со суви дрвја не загадувате. Влажните дрвја загадуваат многу повеќе од сувите дрвја. Значи, тоа се трите главни елементи со кои што вие можете да станете независни или да се ослободите од сметките. Јас живеам таков живот, без сметки, имам собствен бунар, собствена струја и верувајте, многу е по-релаксирано и по-опуштено така да живеете. Затоа што не ви тежи на главата дека секој месец треба да ги плаќате тие огромни сметки. Јас тешко поврзувам крај со крај, верувајте, иако немам сметки. За вас не знам како и не знам, мене ме плаши каков свет ќе оставиме во иднина, односно колку ќе треба да плаќаат нашите наредни генерации или поколенија само за да бидат живи. Че ќе дојде такво време во кое што ќе треба да плаќаат само за да бидат живи, затоа што кој што гледаме се повеќе и повеќе сметки имаме. И сега, како што кажав, јас не знам како успевате да ги плаќате тие сметки. Јас имам големи проблеми, иако немам никакви сметки, освен, можеби, за интернет, кога уклучувам некогаш интернет, кога ми треба интернет. И добро, моите сметки се кучињата кои што ги спасувам,
За жал, јас имам огромни трошоци околу моите куќиња кои што ги спасувам, кои што се горчлив проблем во нашата држава. Ете, тоа ќе спомнам во видеото, значи малтретирањето на животни или напуштањето испушта негативна енергија во нашиот етер, кој што после сите ние ја дишеме и живееме. Не можеме да имаме среќно општество додека животни се малтретираат и убиваат. Па јас затоа дел од моите ресурси или сите ресурси ги вложувам во животните, затоа што верувајте, да имаш десетина животни е многу скапо да ги раниш, можете да го замислите тоа. И мене тоа ми е, можам да кажам, единствена давачка голема, која што ми тежи на месечно ниво во мојот живот. Исто така би сакал да напоменам, надвор од сметките, доколку живеете на место каде што имате достапна земја, вие може да си произведете и некоја количина на храна, па така и тука да ги намалите сметките за живот. Јас истото го правам и верувајте, помага многу, например кромит, компир, што стои преку целата година, лук, некои ситни работи, ако си ги произведете сами, верувајте, се собираат во текот на годината, затоа што давате многу пари за нив, а не знаете што купувате. Дали е тоа прскано, дали не е прскано, но доколку имате пристап до земја и си насадите сами, вие знаете што сте одгледале и сте си ги намалиле трошоците за живот. Значи, јас ви кажувам моите примери од кои имам позитивно искуство. Многу од луѓето мислат дека ќе си скратат од работите, меѓутоа ќе добијат многу повеќе. Можете да си скратите само од таа зависност што имате, а да си ја зголемите независноста. Затоа што кога одгледувате своја храна, кога имате собствена струја, собствена вода, вие не кратите од ништо, освен од вашата зависност, а додавате на вашата независност или на вашата слобода. Па така, ќе заштедите многу повеќе пари, многу повеќе средства, ќе можете да ги потрошите за убави работи, затоа што сигурно ако ви остануваат повеќе пари, ќе можете и да инвестирате во нешто, па да станете собствени газди на некој начин и слично, доколку не ќе да живеете скроз независно. Значи ви се отвараат многу повеќе опции, не ви се скратува ништо. И токму тоа е целта на моето видео, да кажам моето искуство на оваа тема и да ви кажам дека живот без сметки е возможен и тоа не треба да биде табу тема, туку тоа треба да биде нешто нормално, кое што ќе се нуди како опција, односно ќе се учат децата од најмали да живеат независно или да живеат зависно од системот или со тие така наречени сметки во тие така наречени бетонски населби, градови. Значи да им се нуди опција, за да они сами си одберат. А сега моментално јас додека растев, иако имаше стари мудри луѓе кои што беа уште живи, тој глас за независност беше закјутен, беше замолчен и ние немавме информации. Јас гледајќи ги мојата баба која што живееше на земјата и произведуваше храна, сватив нешто дека може да се живее така. Односно научив со гледање, иако не ми беше посочено тоа. Доколку на децата им биде посочено, еве имате пример каде што може да си имате собствена струја, собствена вода, собствена храна, не мора да робувате за тие сметки и слично. И имате опција каде што одиш да работиш, си ги плаќаш сметките додека доаѓа таа струја или вода или слично, си ја плаќаш и на тој начин си зависен од
тој апарат, држава или систем, кој што за жал треба да бидеме ние треба да бидеме системот и системот ние треба да си работиме за нас. А вака испаѓа дека системот е некое страно тело, кој што на некој начин не експлоатира нас, не ги зима парите преку даноци и не знам кај ги троши. Се додека не се смени тоа системот да работи за нас и да ги вложува нашите колективни пари за наша бесплатна енергија, бесплатна вода и дел од храната, тие што живеат во системот ќе бидат зависни од него и мислам дека е во ред да се даде таа опција на децата, да се воведе во школите предмет за независно живење и живот без сметки, секако да се кажат предностите, да се кажат негативностите, затоа што како што во така наречениот систем, град, држава, како сакате наречете, го има негативност, исто така има и позитивни работи. Исто и во овој начин на живот без сметки, има позитивни работи, има и негативни работи. Меѓутоа, доколку, например, децата ги зимам како пример, им се каже тоа додека се млади, тие ќе можат сами да си одберат или да си направат избор и доколку го изберат едниот или другиот начин, може ќе се роди трет начин и четврт, секако да имаат знаење и за другиот начин, затоа што никогаш нема да ви штети да имате знаење за независен живот без сметки и живот во природа, и обратно, некој што е во природа да учи за живот во град, например, или во систем. Значи, знаењето да им се даде на децата од мали и да го имаат тоа знаење. Па понатаму како ќе се развиваат, тоа си е нивно, или тоа си е на Бог, или на судбината, или не знам така натаму. Меѓутоа треба да постои таа опција. И тоа ми е целта на ова видео, да ве запознаам со опцијата на животот без сметки. Како опција, се надевам ќе ја прифатите со отворен ум, ќе ја разгледате и би ме радувало многу ако повеќе луѓе ја применат, затоа што енергијата е убава, животот е, мислам, поубав, кога не ти тежи нешто над глава, кирија, сметки и ред други работи, што доаѓаат со овој така наречен модерен, цивилизиран живот. И доколку имате и вие пример на живот без сметки, пишете го во коментар, ќе разговараме. Ако сте приметили на мојот канал се отвараат многу интересни дебати, се пишуваат преубави коментари, многу сум ви благодарен за тоа, затоа што учам и јас од вас, добивам информации, затоа што сепак ние учиме цел живот, или човек учи додека е жив, па така и јас учам од вас, може би вие нешто ќе научите од мене и ќе си направиме размена на знаење и така сите ќе си заминеме од ова наше дружење побогати. Затоа пишете во коментари за вашето искуство, па и вашето мислење, па нека биде и негативно, нека биде позитивно. А на крајот од денот зрелост е сите да можеме после спротиставени ставови да си се разделиме како пријатели. Затоа ве охрабрувам да коментирате на било кои теми, затоа што дебатата или беседата е секогаш добре дојдена во мојот свет и на мојот канал.